Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание Јади Бурек и натаму сме на ТВ Сонце. Другар, ја не ја гледам графиката, предпоставам дека сум на другиот канал, не мора во ред, предпоставам дека е во ред со логоа и со све. Слушај, за да издржиш секоја вечер со емисија од 2 часа во живо која иде и со која... Не мораш, молим те, не пипај сега, ништо. Седите, уживајте, не ми мрдајте, не ми ремети. Не ми ремети. Ти реков не ми ремети. Ти реков не ми ремети. Аморе, шапшаледа, реков не ми ремети. Ми го утепа муабетот. Океј, пуштај спотови, ајде. Толку беше. Фала, драги мои, што бевте вечерва со нас. Одиме сега по избор спотови од режијата. Лека ноќ и пријатно од мене. И после сите овие навистина возбудливи и прекрасни спотови кои ги видовте, продолжуваме со емисијата после 2 часа. Почнавме пред 2 часа, сега е после 3 часа, ќе завршиме за околу 4 часа. И така, му викам на другар мој, те носам на Металика. Металика ќе имаат на 18-ти концерт во Тексас и во живо ќе може да се следи преку Синеплекс. Значи, купуваш карта, идеш во кино на абнормално добро озвучење со фантастични 3D камери кои ќе снимаат од сите страни и ќе ти го доловат концертот многу подобро и многу поубаво визуелно одошто да си у некој 75 ред, па и онака нема да ги гледаш нифтуку на екранот позади. И му викам, ајде на Металика, а таков целиот, јас сум Металика, јас сите албуми, ово, онава, Метал. И така, на 18 нема да имам емисија, ќе идам Металика да ги гледам. Као и за се у животот. Ништо стареа сите, немаш више со кого да споделиш убави работи. Океј, не отипа и вас ве интересира Металика шо ќе прави, нити па ќе се потепате да ја гледате, ама ја колку да си го изедам бурекот. За да ми биде поинтересен муабетов, во моментов треба да ве информирам дека емисијата оди и на стрим во живо. Бар мислам дека иде се стрима, чекај да го видиме тоа. Да, секако, еве го, иде во живо стримот. Можеш да го да, феноменално! Чекај сега. Сега, дали на овој стрим ја можам да убацам мој стрим плюс на мобилен телефон? Ајде да видиме. А ти преземи го од тука. Go live. 3, 2, 1, 0. Добро вечер, почитувани гледачи. Чекај, дај мене у кадар. Додека да напуни овдека, па да видиме дали и од тука можеш да го земеш. Пара, папа. Еве го. Еве го. Ова се вика прцење на системот, теледиригентскиот. Во суштина. Ова се вика прцење на системот, теледиригентскиот. Во суштина. Колку е лагов? 3 секунди? Колку е лагов? 3 секунди? 5. Колку е лагов? 3 секунди? 5. Мене ми имаш исклучено од камера, од звук. Значи, идам и ја и компјутерот, така? Дали можеш да го пуштиш само компјутерот без мене? Дали можеш да го пуштиш само компјутерот без мене? Види, шо ќе правиш кога е досадно? Можеш да си експериментираш. Иде ли? Добро ли е? Арни ли сте? Шо правите?
Синхронизиране звукот и сликата кај тебе и за гледачите? Синхронизиране звукот и сликата кај тебе и за гледачите? Не. Самуел Патор, ми кочи стримот. Ти кочи кичмата, Паторо. Ми кочи стримот. Ти кочи кичмата, Паторо. Океј. Ништо. Мајтап си тераме, не мора да гледате и не треба да гледате. Бидејќи основното правило е немој да гледате јади бурек. Лека ноќи, пријатно. Океј. Барем расчистивме една работа дека во живо стрим не можеме да правиме, иако веќе 4-5 години ме убедуваа дека можам да се уклучам со мобилен од било каде, од овдека ќе го преземат, но очигледно не можат и не може да се емитува затоа што технички нема да изгледа добро. Се, ништо. Сакав од неколку локации да ви се јавам, деноју е неколку интервјуа со некои такви фаци да ви направам, ама не може овдека, како да ти кажам, и овдека е застанато времето како Македонска радиотелевизија 1988 година и тоа е стандардот, што не е лош, ама е тоа е. Може би треба некои млади копилјаци да донесеш од по 20 години, вака што муви у лет сексат, може и они ќе направат нешто. Не се, вака чисто пробавме дали можеме да го хакнеме системот, поточно стрим во стримот преку стримот. Што е идејата? Земам мобилниот, идам негдека и правам со некого разговор. Таа слика ја испраќам, стига на мојот компјутер, пошто на човечански напори е било како да се преземе поинаку, нели? И од тоа да иде во програма за вас. Арно, ама сликата иде побрзо од тонот. Негде од мојот компјутер до видео миксерот надчовечански напори треба да направи, така да доаѓаме до една работа која се казуе работата куроболие. Поточно тоа е технолошка фраза кај што вика, види, ова не може да се направи. Да. И тоа, што правите вие? Добри сте? Да отворам телефони. Имате нешто паметно да кажете? Бугарски предлог, турски предлог, француски предлог? Не, никому. Китка му вене. Земјата се распаѓа, никој, ништо, никаде. Но, барем од културолошки аспект, имаме неколку добри работи што ни се случуваат. Имено, деновиве во земјава се случува еден феномен, периодов. Во исти момент, во јули месец, се појавија 4-5 врвни блокбастери. Блокбастер, мораш да објаснуеш вака, затоа што, видете, со должна почит кон вас, вие, почитувани гледачи, кои разбирате за што зборам, заборев дека ти реков оваа камера да ми биде главна. Блокбастер е филм кој е многу популарен и луѓето идат да го гледаат у кино. Не чекаат 6 месеци, година, дена како пред 40-50 години, но 90% од нашата популација е така учена. А сега па поготово да си го гледа филмчето на некој 300 мегабајти на мобилен телефон и после нормално такви ќе ти кењаат дека филмот не чинел и така натаму. Но има една добра популација од некои десетина проценти, па и тинејџери, кои буквално не фермаат нас старите задртени и неписмени. Имено во јули месец во Скопје, скоро во исто време, се појавија Невозможна мисија, Индијана Джонс, Спајдермен и Спајдерверс, цртаниот филм, кој е ремек дело, се појави Барби и Опенхајмер. 5 филма. Значи, не можете да разберете, што да ви кажам. За вас историски, за повеќето историски настане, кога ќе го викне комшијата да ја проба првата ракија, она од 54 степена. И тоа е доживување, ментално, духовно, телесно и така натаму.
Но за нас поглупите е најсеопфатната уметност во моментот, која ги созема во себе сите аспекти на уметноста, слика, видео, аудио, поезија и така натаму. Буквално театар, сите уметности вклопени во едно е филмот. Индиана Джонс прилично лошо помина, затоа што Харисон Форд, колку и да ви е симпатичен, и мене да ми е симпатичен, е само еден просечен актер, кој е многу популарен и толку. Згора, наместо со годините, да му се изроди мудрост и елеганција и джентлменство, како што е кај Ал Пачино или како што е кај Джек Николсон, он станува едно мизерно, суетно копиле. Вреѓајте се колку сакате, знам зошто го кажувам ова. Едноставно не дозволи нов актер да го игра, дури бараше да се потпише никој во иднина да не го игра Индиана Джонс, што е ноторна глупост, што е чиста себичност, чиста суета. Нити он го измислил, тоа што го играл, треба на друг да е благодарен, ама ароганцијата и парите го прават своето. Многу ми е драго што лошо помина овој филм, но многу ми е криво што не успеав да го гледам, затоа што додека се опепелив да го гледам, беше голема јагма за два филма, а тоа беа Спајдермен, цртаниот филм, кој е цртан филм условно кажано и ќе кажете па си идели на цртан филм. Луѓе мои, ова е повеќе цртан филм за возрастни, кој во себе ги содржеше елементите на цртањето и перцепцијата, но и перспективата, боењето и динамиката на слики на неколку врвни сликари, меѓу кои ќе ви ги спомнам па и Джейсон Полок, Дали, Пикасо, но најмногу за еден помлад кој апсолутно ништо не ви значи, но за него зборевме со Александар Кртов овдека во емисија. Да не ве трујам со уметност затоа што, нели, одма на јетра ви удира, да не ве натерам алкохол ни едно време да пиете. И сега се појави Невозможна мисија, Невозможна мисија е серија од 70-тите години. Лазло Шифрин ја напиша познатата музика за серија од 70-тите години. Тогаш главниот лик што ги водеше Mission Impossible се викаше Джим, кој ги добиваше мисиите снимени на мала лентичка која се самоуништуваше и така натаму. Таа серија имаше неколку сезони, изворедно добра, популарна, но тогаш не се снимаа маратонски серии. Поминаа 15-20 години, во 90-тите Том Круз ја откупува франшизата за себе, паметно, и почнува да снима филмови. Филмовите од првиот негов филм Mission Impossible до сега, колку има 8-9 инкарнации. Секој филм е извореден, освен оној со Џон Ву, каде што добар е, ама не е тоа Mission Impossible и така натаму. Со кинескињата, со идентитетите, она му е конкубина на тој лошиот, па на крај со моторите, лошо тоа беше изведено. Може би најлош во тоа. Првиот филм беше многу интересен со оние сцени, нели, кога оној супервозот треба да помине низ под Ла-Манш и така натаму од Британија кон Франција и целата онаа акција со хеликоптер. Драмата од самиот почеток е феноменална, многу напната, почнува со трагедија, која го следи главниот юнак ни сето тоа, што покажува дека еден континуитет и една концизност на сценаристите, на вистина со акционен филм со сериозност добро сценарио, кој кулминира сега со последнава инкарнација кој на некој начин е најсовремениот и најретро дел. Имено, најсовременото е затоа што се работи дека
Агенцијата за невозможни мисии, на која е АМФ, така наречена, која ја предводи Том Круз, нели во филмот, се соочува со вештачка интелигенција која буквално ги командува цел свет. Во таа борба да дознаат кој како, преку кого, што уценува и принудува дури и на самоубиство одредени луѓе за да се приспособи да може да дојде да завладее со севкупното атомско вооружување и така натаму. Во таа борба да се открие која е, можеби, нели, вештачката интелигенција е нешто најмодерното сега и најактуелно и најреално што ни се случува. Но во секој случај режисерот Том Круз и сценаристите успеваат тоа да го направат ретро како да е во 90-тите години снимено. Значи, наместо современи компјутери, космички автомобили, се некој, например, ќе видите Фичо, Тополино, ќе видите некој аналогно бензинско моторче, и трките се класични, борбата да се качите и да се изборите на возот е со локомотива, која чури, и денеска се користат локомотиви, и така да имате едно многу убаво чувство на нешто што сте го доживеале, го знаете од порано, а сепак е модерно и многу актуелно. И тоа е така добро, феноменално избалансирано. Она што бев скептик е, бидејќи овој филм е од два дела, првиот дел го гледавме сега, кој заврши како што заврши, и интересно е што не те остави unsatisfied. Значи, имаш, бидејќи обично филмови од два дела, кој ќе го гледа сега вториот дел додека да дојде. И ретки беа тие филмови што имаа добар прв и втор дел, например, како Matrix Reloaded и третиот дел, како Dune кецот, еве и двојката, ама сепак се изгледала еден добар и целисходен и добро заокружен филм, иако не е самата приказна разрешена, и едва и чекаш наредната година да се случи. Оваа година ќе го гледаме Дина двојката, Dune 2, и мислам дека ќе биде едно од најинтересните работи. Ја дури испремам бели испеглани панталони, знам како ќе идам, што ќе јадам, кога ќе спијам и што ќе ми се случува тој ден, затоа што премногу е свечен, како за свадба се спремам. Значи, Том Круз, какво и да е мрсно копиле со сите негови тие сатанистички клубови и цркви и така натаму, покажува една страшна виталност, покажува едно изворедно умење. На страна, мене неговиот физикус не ме фасцинира, мене ме фасцинира како ја води целата приказна, бидејќи активен учесник е, не само што е активен учесник, туку како продуцент, значи ги собрал најдобрите режисери, најдобрите сценаристи, и севкупниот филм не може да зависи само од режија или од сценарија, туку е една синергија од сите нив, а предпоставам дека е огромен негов удел, и он е главата, он е ликот на оваа франшиза, и морам да му одадам респект на страна физикусот, за тоа ќе го вие испофалите, но за како драматуршки е извозен целиот филм, со дозата на хумор, со дозата на трагедија, со дозата на драма, со дозата на развојот на ликови, за да те заинтересира, да те залепи 2,5 сати да гледаш филм. А не така скоро, и многу ми е тешко да признам дека Том Круз е стварно извореден актер, е неговиот претходен филм, ако не сте го гледале, тоа е, пазете, се работи за буквално американска пропаганда, воена пропаганда. И тоа сум свесен. Но филмот е феноменален. Вториот дел од Top Gun Maverick. Погледнете го филмот. Тој филм вреди да се и гледа, и гледа, и гледа. И забравете дека е тоа САД, дека е тоа US Air Force и така натаму. Гледате целата драма. Значи, изворедно, добро направено, со ежење. Пазете, збориме за блокбастер филмови. Не зборам за уметнички филмови. Значи, блокбастер филм порано било Тралалајка. Тралалајка. Добра, лижавче, онака. Исцуца и пријатно.
ќе го заборавиш до утре. Ова е стварно правење класики. И ни се случува чудото на чудата, се случува во иста недела, во исти период, во светот, да излезат два филма. Барби и Опенхаймер. Тие два филма ништо не ви прикажувам. Ни трейлери, ни фотографии, ни ништо. Ја јадам бурек од септичка јама со две руки. Знам шо зборам и зошто ви го кажувам. Оној кој ќе ме разбере, макар да има еден да ме разбере, јас сум задоволен. Барби и Опенхаймер се две спротивности. Филмски, идеолошки, уметнички, кинематографски, но имаат една заедничка работа. Изворедно добро направени. Со тоа што? Како сега да ви го објаснам разликата помеѓу едниот и другиот, затоа што ви ги шлапнаа во исто време. И просто луѓе нормално ќе си речат, ако не заради сопругата која и не ја интересира можеби филмови во кино, но растела, како и многу девојчиња со барбики, и сака да го види филмот. Зошто да не? Тоа е прв филм за Барби, иако Барби цртани филмови има милион. Но како филм Маргот Роби и она е шупчено Рајан Гослинг. Шатирано. Денис Вилнев треба да го избрише од Blade Runner 2049 и да му ја стави фацата на некој друг актер наместо него. Силијан Марфи подобро би лежал. Барби е лош филм. Но тоа не значи дека не треба да се гледа. Разберете, една сцена разбира во себе и популарни, и поп, и шлагер, и народно, и фолк, но ја разбира и уметност. И не можеш ти да плјампаш дека едното е подобро од другото. Единствено што барам, ако како во музика, е да биде направено искрено, добро, isproducirano и честно, добро, квалитетно, отпеано, аранжирано, направено, да целиот продукт биде совршен. Ја, например, имам совршена фолк, турбофолк песна. Стара е додуше и кој сака, како сака, ќе ја разбере. Тоа е песната Мали мрав. И спотот и песната се совршенство, без да се објаснувам зошто. Од таквиот популарен балкански джиха, рокери с мораву со дај рибу. Така што не треба тоа да го следиш, секако ориентирај се за една Анастасија, за Мизар, за Адријана Јаневска, за нешто што е ниво, едно високо во поп или во она алтернативна сфера, чиј врв кај нас е, например, Горан Трајковски, што би рекол другар ми, Горан Трајковски, 3 празни места, па после било кој друг. Така и во филмот. Значи, за да имаме една добра филмска сцена у смисло се она што се, како сцена музичка, што значи? Има и рок, и хип-хоп, и турбофолк, и фолклор, и се. Не сме едно без друго, затоа што се вкупноста на една сцена ја прави неа богата и ги ја издигнува музиката на повисоко ниво. Така и филмот. И филмот треба да има шлагери, треба да има популарни, треба да има и уметнички филмови. Не може никој да се прави попаметен едниот од другиот заради тоа. Зошто е добро? Заради создавање на култура на идење во кино. Идење во кино е исто како идење во театар. Јас верувам дека 1000 души што беа на Барби,
се луѓе кои прв пат стапнуваат во кино. Што деца, што тинејџери, што возрастни. Но, влегле во кино. Од тие 950 никогаш нема да се вратат. Тоа е нивото. Но 50 ќе им се допадне и ќе рече, ај утре пак ќе отидам нешто ново. Што добивам јас како тоа? Јас добивам дека оние што порачуваат филмови, оние што снимаат филмови, оние што инвестираат во филмови, оние што донесуваат филмови, вложуваат во филмската сцена и продукција. Се снимаат филмови, гледаш се поубави и попопуларни филмови. Луѓе мои, јас сум травматизирано дете кој чекало 3 години да дојде Mad Max. Затоа што или Одисеја во Вселената 2001 после 2 години го гледавме откако излезе во кино во светот. Да дојде во Југославија. Прво чека комунистичката партија да го изгледа, па да го одобри, па после продукциите чекаат да поевтини, затоа што ако го земеш одма е скап и така натаму. А јас сакам, кога сум разбрал, сакам веднаш да го гледам. Нели? Убаво ти е. И сега, како се доживува еден Опенхајмер, како се доживува Барби? Буквално како исхрана. Така, некој сака да јаде нездрава храна. Сака хамбургер, сака шеќерна волна, сака лижавче. Тоа ти е Барби. Шеќерна волна, лижавче, 3 минути еуфорија и пријатно. Опенхајмер ти е како да си јадел бифтек. Јадеш, нема еуфорија, али те држи 3 дена едно добро чувство дека си јадел храна. Истото е, веруете, идете купете хамбургер, најади се у моментот, после тие 3 дена лоша. Иди земи јади малце поскапо, поквалитетно, да речеме бифтек или лосос. Да видиш како подолго те држи, па не те оптеретува и така натаму. Интересно е што кога ќе излезеш од Барби, убаво е, си бил во кино, си бил во театар, си изгледал нешто, така, радости и толку. Друга страна, Опенхајмер бара малку општа култура. Прво, треба да ја знаеш Втора светска војна. Малку од општа култура. Треба да знаеш кој е Опенхајмер. Треба да знаеш каква е геополитичката ситуација во тоа време. Како се нијансираат силите за и против во тоа време. Затоа што сето тоа влијае врз натрешните односи на ликовите која водат таа борба за да го направат тоа што го направат. Опенхајмер е филм без акција. Опенхајмер нема претерано спектакуларни сцени, иако има убава кинематографија. Прекрасна кинематографија. Кристофер Нолан не може да направи лош филм. Едноставно он сака камера, сака нешто спектакуларно. И тоа успе, но тоа е се второстепено. Целата работа е интроспекција низ очите, призмата, значи буквално како филм на Полански, Станар, ако сте го гледале, што прави Полански во Станар? Те тера да влезеш не во ликот, не во личноста, во психозата на ликот. Така што Кристофер Нолан е еден од најдобрите живи режисери на денешницата заедно со Дени Вилнев. За мене Дени Вилнев е повисоко, ама тука негде кај и овој, од мои лични причини, може би е обратно за општи цели, но Кристофер Нолан и Денис Вилнев се она што беше Стенли Кјубрик на времето. Кристофер Нолан и Денис Вилнев се она што беше Тарковски на времето. Значи, влегување во ликот и тоа има една феноменална сцена кога ќе успее атомската бомба, бидејќи процесот е како да се направи. Рачунајте, сега знаеме, сега да ви кажам дека ако имате ресурси, погледнете на YouTube, гуглајте, можете и вие да направите атомска бомба. До таму е дојдено знаењето, веќе знаем, имаме презнаење. Но овда треба да знае, се ежам заради тоа, немаш представа. Значи, толку е
во еден абстрактен филм кој мислам само 4 или 5 личности во светот можеле да го разберат. Ајнштајн, Опенхаймер, Нилс Бор и така натаму и така натаму. Хајзенберг. Значи се работи, прв пат се откриваат тајните на време, просторот, на она од што сме создадени. Ние немаме абер, ние сме создадени од ракија. Испи ракија и се е у реду. Не, луѓе, тоа е страшно нешто кој ќе загледаш доле и кој ќе видиш дека нема ништо, како онда се ова обстои, а е материја. А нема ништо. Празен простор. 99,9,9. Тоа е фасцинантна работа. И од сето тоа е потенцијална енергија. Една чаша вода содржи енергија да го да ја снабдува со енергија една година цела Македонија. Во оваа чаша вода. Толку е акумулирана силата на молекулите, атомите и частичките кои го држат атомот, па и тој е создаден од частички кои имаат потенцијал, кои имаат набој, кои имаат брзина и која ќе се разбијат, се ослободува огромна енергија. И во дадениот момент, кога тоа се случува, он застанува и се обидува да го разбере и да го перцепира тој момент. Силијан Марфи е за мене најголемиот жив актер што постои. Со оваа улога он стана Джек Николсон, Ал Пачино, Лоренс Оливие. Нема гримаса тој човек. Низ очи му ја гледавме целата негова интровертност и што се случува. Ако имав двојба што он мисли во тоа, бидејќи никогаш не се знае во ниедни биографски податоци што он мислел. Нешто сувопарно и се знае, но човек многу е тешко да го изрази тоа подсвесно што е. Таму иде, како што иде во истражувањето на Црната дупка Кристофер Нолан, иде во подсвеста како една свест на еден човек кој ослободува енергија невидена, каде што, пазете, во тоа време не знаеле дека ако експлодира атомската бомба, дали тоа ќе ја запали и целата атмосфера. Имало 99,9% шанси, со Ајнштајн тоа го зборат, дека нема да се случи. Но немаат 100%. Знаеш ли ти со која психоза ти викаш, еве ти го ова, ќе преживее ли човеков? 99,9%. А тие 0,1%, голта и кнедла, животот ти зависи. Животот на целото човештво, животот на целата планета, самата планета дека може да се уништи. Затоа што не знаеле, нова математика измислувале, нова физика измислувале, се било ново, а било во трка, затоа што германците напредувале да изградат такво оружје. Затоа Опенхаймер и Аламо кога се гради е во суштина и се даваат енормни пари, не се штеди ни време, ни енергија, ни фамилија, ни деца, за да се создаде атомската бомба, затоа што ако ја создадат германците, они завладуваат со светот. Значи, кој прв ќе ја употреби, кој прв ќе ја создаде, тој ќе го владее светот. Не зборам дали е добро, не зборам дали е лошо. Знам што е Нагасаки, знам што е Хирошима. Општи страв било и на Русија, и на Кина, и на Америка, и на Европа, и на Индија, и на цел свет, Германија да не направи атомска бомба. Сите цел свет бил обединет во таа трка, само Германија да не направи. Затоа што знаеле што е фашизам. Затоа што им стигале податоците, русите први ги дознаваат работите што се случува во Полска со концлогорите и така натаму. Кинезите кажуваат што јапонците прават, 30 милиони силувани и убиени жени во Кина. Невидени масакри. А сега, нели, се потресуваме колку се фини јапонците. Да, добро е ако се смениш. И во тој момент, значи се ова го јадам овој бурек да ви кажам, стои камерата фиксно и го гледа во очи. Силијан Марфи е слаб глумец, слаб по физикус, малце килограми има, исушен, испиен, мал е по раст.
али очите му се експресивни. Сини, експресивни очи. Не прави гримаса, не знаеш дали се смее, дали се радува, дали се плаче, дали е уплашен. Он е се во тоа време. Како ја почувствуваш надприродниот момент на психата која се соочува прв пат со нешто што ниедна човекова психа не се соочила? Позадината. Замислете овдека сега како да е зелен екран, green screen, на кој се проектира нејасна боја која почнува да вибрира околу мене. Јас стојам фиксно. Кадарот е во моите очи, мојот лик, а се позади вибрира. И тоа ти дава човек, природен изглед, природен поглед, а неприродна ситуација. Што се случува? И ти, како конзумент, несвесно, подсвесно, овдека во плексус, не го разбираш, слушаш и гледаш филмот, го чувствуваш и то овде во плексус го слушаш, го осеќаш филмот. Затоа што Кристофер Нолан многу пати, ако сте го гледале оној чудниот негов филм Тенет, каде што во исто време се случува идење напред и назад низ времето, нели, како назачки. И не можеш да го разбереш филмот. Кристофер Нолан вика, и ја 3 пати го гледав, мислев да го отерам у 3 мајчине со некој надпис, као да ќе го испотресам, ама да си кажа. Додека не го слушнав, има една реченица која он како режисер ја протнува низ актерот и вика, не се обидувај да го разбереш. Препушти се. Тоа е исто како да си, не слушаш техно музика, идеш на техно забава, сите рипаат, играат, не ме гаѓа. Не слушај музиката, препушти се, ќе те понесе. Разбирате? Го разбирате ли се? Дали разбирате како странец која ќе дојде у Долнени и која ќе ја слушне гајдата, ништо не разбира од македонски мелос, ама знае да се препушти и ќе го допре. Така и со ова. Филмот не е како измислена атомската бомба. Тоа е голем дел од филмот. Филмот е започнува што е тоа црна дупка. Црната дупка он ја објасни во Интерстелар и се продолжува ваму. Црна дупка е објект на енормна гравитација. Материјата се собира у една точка до толку многу материја згуснува да во даден момент веќе ништо не може да побегне од неа, дури ни светлината. И затоа е она црна, не е она црна, туку црна затоа што светлина не може да излезе од нејзе. Затоа што фотонот кој има 300.000 километри во секунда брзина не е доволна да ја надмине гравитацијата на црната дупка. Што се случува во црна дупка? Во суштина, црната дупка е резултат на експлозија на супернова. Тоа е звезда која сјае, која троши гориво, која се менува. Во даден момент тоа гориво прегрева, удира, колабира во себе и станува црна дупка. Но во истиот момент експлодира во најспектакуларното. Она што го гледате од космосот, од Веб, од Хабл, тоа се маглините. Се тоа остатоци од супернови. Некои викаат дека супернова била и кога Господ Исус Христос се родил, звездата која се појавила, ја може би Бого хулам затоа што тоа е надприродна појава, тоа е Божја волја, тоа е надприроден чин, но дека може би и била супернова која осветлила точно во тој датум, на тој момент, за да го видат сите и да посведочи за раѓањето Христово. Многу има и религија, но премногу има и наука. Филмот е пребрз, диалозите се пребрзи. Вториот дел од филмот е неверојатното. Цела нација, значи целијата суштина, како ќе се одвива војната, како ќе се развива цивилизацијата, бидејќи цивилизацијата е пред атомската и после атомската војна. А најодговорниот за тоа е Опенхајмер. И он сето тоа го преживува. Не само што го преживува, 10 години потоа почнува хајка против него. Нема да верувате. Да, затоа што ако не сте читале, не сте следале, не знаете документарци, тоа е големиот прогон. Макарти, кога ги прогонува се она што било малце левичарско и така натаму. А во тоа време, сегде во светот, се што било младо и прогресивно имало нешто лево, но не биле сите проруски комунисти.
Но едноставно поларизираноста на светот едноставно барале тоа. Тоа го искористиле за некоја борба. Како го поднесува тој притисок Опенхајмер, како го преживува, е буквално како описот на една звезда која живее, се развива, ја успеваат со таков притисок да ја направат црна дупка, да ја направат. И мислам дека главната компарација во филмот е дека не само црната дупка, која е во суштина нуклеарна експлозија на супернова, и во неја се создава црна дупка, туку и како споредба на една личност која дава се од себе, која жртвува со сите своји доблести и мани, прави историски пресврт, никогаш ништо не е исто после атомската проба. После првата атомска бомба ништо не е исто со цивилизацијата. Никаде, ништо. Тоа е најголемиот историски цивилизацијски преврат. Она што го доживува Опенхајмер, притисокот, судењето, како он се држи, и неговата сопруга која има мала улога, која така брилјантно изделува, која беше и шиканирана од него, која имаше лош живот, која имаше мизерија, иако беше, нели, дама на Опенхајмер со сите се, но мизерен живот генерално заради изолациите и сето тоа, такво и било времето. Како застана на браникот на сопствениот сопруг, ама не она емотивно, маш ми јас ќе го бранам, со ташна ќе ве тепам. Не. Со интелект и дух, со реченици кои од седиште ме соборија. Затоа што се работи за исклучителна личност која сваќаш у тој момент дека се и било јасно со кого е, во какво време, да го сватиш духот на времето, човече, да сватиш во какви околности живееш. Феноменални актери. Тука е Роберт Дауни Джуниор, Iron Man, кој таква трансформација прави од себе. Не можеш да го препознаеш. Феноменален лик кој делува како позитивен, испаѓа како негативец. И то, пазете се со ова историски ликови. Или па генералот кој го води целиот проект Мет Деймон. Не можеш да го препознаеш. Брилјантен проект, уметнички проект, кој резултира со филм на Кристофер Нолан, кој со право сите што отидоа се одушевени. Пазете, ако не сте го гледале, а ќе го гледате, топло препорачувам во кино. Зошто во кино? Имаш голем телевизор дома, се е тоа убаво. Пушти гласно, се е тоа убаво. Нема мрдање у кино. Нема ми се моча, ми се јаде, ми се пие, стискај пауза, врати, крени на телефон. Значи, филмот не е само да го изгледаш, тоа е како тунел на стравот. Кога ќе влезеш у тунелот, додека не излезеш, нема мрдање. Затоа е киното добро. Затоа што обмислена е секоја секунда како ти ќе се чувствуваш. Што ќе видиш? Што треба да почувствуваш? Или барем да се потрудам, што да предизвикам кај тебе? Затоа, тој journey, овој филм не си пасивен гледач. Ти како да си учесник. Знаете кај има такво? Има во црквите. Ако го видите живописот во црквите, тоа е византијски стрип. Само знаете што он означува? Како се направени? Православните икони какви се? Не ти е приказ да видиш. Туку ти си дел од иконата. Перспективата е таква да ти не можеш да бидеш само наблюдувач. Можеш да бидеш учест. Ти си во иконата. Го разбираш ова или не? Така врз овие постулати е и направен овој филм. Тоа се уметнички перцепции, тоа е врвна уметност, тоа е и ДНК, тоа е и ум, тоа е и продуховеност. Тука се работи каде што претпоставувам и како еден колективен продукт на врвно сценарио, каде што и сликата, и тонот, и сценариото, и емоцијата, и актерите. Ја мислам дека Силијан Марфи не само што глумел, него го има ставено на цедалка
И вака го има цедено, додека не извадил грам суштина. Грам личност не останало од Цилијан Марфи, човекот Цилијан Марфи, актерот Цилијан Марфи, додека не истерал се од него да остане само Опенхаймер, ништо друго. Она што го гледам, што од сите ликови е така направено. Имаш лик кој го глумеше Малек, кој што го глумеше Фреди Меркюри. Се појавува 3 минути в тој филм. Небитен, викам, како бе вака популарен актер, така само прошара. Човече, кога дојде неговиот миг, у една секунда, нему му дава буквално да експлодира како супернова. Замислете ликот што акумулирал, што гледал, што перцепирал и прави голем преврат. Преку него е целиот преврат на целиот филм, на оној колапс кој се случува на личноста на Опенхаймер. И ти седиш, гледаш факинг драма, 2,5 часа и не ти е јасно што се случи. Диалозите. Ама за Айзенхауер кажа ова, британците го дадоа ова. Ја кој следам History Channel и ги знам сите детали, не можев да го следам, но ми текна у последен момент што прави, дека не прави долга серија од 20 епизоди, кај што секој, како на дебил, ке ми објасни да разберам секоја реченица, зошто е кажана, поради што и како и така натаму. Туку шиба диалози, шиба податоци, со светлосна брзина. Чекаме, не можам да разберам, а го знаеш периодот. 41, 45, 46, 55. Знаеш што се дешавало. Ти изгледа како да прв пат гледаш нешто. Како, чекай, не можам да ги фатам сите работи, што се случувало во Германија, што во Русија, кога победивме, не победивме. И тогаш ми текна она неговото. Не се обидувај да разбереш, препушти се. Go with the flow. Go with the flow и уживај. Не иди против реката. Не се врти да видиш, чекај, овдека е побрзо, овде е подлабоко, овде е побистро. Не, препушти се. И како убаво тогаш, нервозната река која те удира, се препушташ и убаво онака ќе те извози до крајот на патувањето. Така го доживеав Опенхаймер и топло ви препорачувам да го погледнете. Многу се радувам што и Опенхаймер и Барби се апсолутни хитови, како ретко кој кај нас, и сум многу среќен што македонска публика, дури и за една Барби премиерата е најгледана премиера на Балканот. Значи, погледано, повеќе посетено и од Белград, и од Софија, и така натаму. За Опенхаймер во светот растура. Очигледно ова се акумулирало во мене, немав во план вакво нешто. Ке мора режијата да направи една подолга пауза, за да и ја издисам, затоа што додека го изедов овој бурек, се вратив во кино, ми се враќаа сцените, ми се враќаше филингот, затоа што не сакам да гледам како студен критичар, треба и таква критика, но сакам емотивно да дозволам филмот да ме вози и да ме клати, дури и да биде и политички некоректен, и политички неточен, затоа што и филмот нема потреба и право да биде потполно коректен и потполно точен. Тој е уметничка, авторска визија, многумина ќе се сложат, многумина не, сеедно ова е ремек дело. И се ова го имавме за месец дена, овие 5 филма за месец дена во Синеплекс. И после, што толку Јанко збори за Синеплекс? Ја да ви кажам, Синеплекс ни е врвот на нашата култура во овој момент во Македонија. Со плюс-минус некои филмски фестивали, театарски фестивали, но сето тоа е минорно, кој преживуваат сами по себе и од себе, каде што оваа држава колабира на сите страни, каде што се оди јабана, каде што сме мизерни, препуштени само на локање ракија и еден плиток патриотизам. Ова е навистина
што вели во Библијата, како што е религијата Христос сол на животот, нели, животот е блюткав ако нема идеја, ако нема идеологија, ако нема. Ама ова со филмов ни е оригано. Знаеш, на тоа солената паста од животот, ова е малце оној зачин кој ќе го направи нешто поубаво и поефикасно. Скапа ви е картата? Скапа и ракијата, ма за неа имате. Овој филм еднаш у живот има ваква работа. Не мора да идете како мене 3-4 пати. Ја не идам по кафани, ретко. Многу поретко. Но затоа во кино не пропуштам. Затоа што така сум одбрал. Некој е одбрал у театар, некој е одбрал по кафејани. Секој се наоѓа свој миг, некој по комшии, некој во мало. Ова е моето. Благодарам на вниманието.